Сега подгответе се за сончева енергија. Секој пат се потсетам на првото наше искуство, со Вања пред точно 4 години, таа ни го отвори оброкот на денот. Лели, колку ми е драго. Вистина, ама со колку трема тргнав во таа приказна, бидејќи нити знаев што ќе готвам, ниту па си реков како сега јас ќе се снајдам у тоа и покрај тоа што го сакам готвењето, ама нели тогаш уште постоја некои предрасуди дека ако се пршкаш премногу у кујна ќе ти се изгуби тоа интелектуалното и бла бла бла. Напротив, точно, и баш сакав да го скршам мразот за да почнат и другите да доаѓаат и нели почна и новинари и некако тргна експанзија на... Морам да признам дека оваа година не го стеснивме кругот во оброкот на денот, ама го симплифициравме вистински луѓето кои што сериозно готват. Затоа што за некои беа животни преседани со потење по телефон, јас тоа како ќе го изведам на камера, јас не се... Ама треба да се сака, вистина. И треба да се сака. Само да прашам нешто. Пред точно 4 години, да направиме на реминисценција тогаш. Дали во тој период влегуваш во Slow Food? Да. Значи се случило коинциденција, како да сум знал? Да, нема коинциденција, нели ние знаеме дека нема случајности, патем, се уште се поздравуваме. Христос воскресна, злато мое. Ти благодарам, вистина воскресна. Само погледнете како и за цеце јајценце. Саше, не знам, Горан, сериозно. Минатата година правев декупаж јајца. И така. Ово не се за јадење, како беше за треба една година да се стојат, така? Можеш да ги јадеш ако сакаш. Па ова се сериозно да се... Ако сакаш, чувај си. Молам? Греото да се скршиш, сериозно видите уметност. Јас ова ќе го чувам да знаеш за следна... Ова го свртел добре, ева. Значи до следната година... Едно за тебе, едно за Цеце. Вака. Да, до следната година да знаете дека ќе ги чуваме. Така се вели. Јас знам дека многу мина во своите... Првото јајце, колку што знам, се чува, ама тоа не значи дека она што ти е блиску до срцето треба да не го чуваш. Види, мора да забележам некова, колку што знам, ајде, не знам да не погрешам, ама прво јајце добиваме во утринска антелма вака вистински, бидејќи дамиве правеа со декупаж нешто се обидува. Бобе ни беше исто во студио, па Ивана вели не сакам да зборам, се заборавив со средувањето на јајца. Ама ова се првите, да знаеш така, ќе си ги чуваме. Ќе си ги чуваме до срце. Инаку... Не ми да спиеш. Не. Ќе ги урамиме. Сакав да споделам дека многумина постот, сакав да прашам дали постиш, го користат за едно свое прочистување. И ментално и физички така натаму. Годинава не постев, постам од време на време, бидејќи може да ми се случи патувам поприлично и да заборавам. Меѓутоа, јас секојдневно вистина си ги чистам мислите, не сум груба кон луѓето, знаеш. Ако можам да внесам радост, добро, ако е нешто друго во прашање, се повлекувам. Па ние постоиме, нели, за да шириме убавини. Дишам, значи постојам. Така е. Мало и моме. Морам, Саше, значи ова е фантастична, секој пат уникатна во презентацијата, Вања. Ама ти денеска премногу ми испофали. Па не, сериозно, мислам јас ова го чувствам наискрено, ќе ја забораваме салатничката, да збориме јас и ти како една мало и моме. Се обидуваме, се сетам за на песна, имаше една река Газит мало и моме, можеби и такво нешто имаше. Може. Ама сите се мали момиња и чупина. Бидејќи салатата што ќе ја подготвам денес е од градот на Чупињата. На Чупината. Ама те поздравивме со Мартинијан, од друг град, од Кумановскиот град. Да. Како и да е, денес предвестник на пролета. Нашата Вања, која што е репрезент можеби за македонската традиционална кујна и секако со нејзиното Slow Food, секој пат велиме дека таа не ги донесе можеби најубавите гастрономи и се обидовме да влеземе во туги чевли, во нивното преприемништво и така да си продолжиме. Да ја негуваме таа традиција. Денеска како ќе ја наречеме оваа салата? Оваа салата ќе ја наречеме мало јаготче. Раскошна пролетна салата. Инаку морам да признам дека ова ќе си го земам кај мене. Дека идејата за салата ми дојде од Food Republic, тоа е храна на слобода која што се наоѓа во Битола, каде што ние и нели седиштето на Slow Food, и тие таму прават толку добра храна и знам зошто е тоа така, бидејќи тоа е инвестиција во радост. Така е.
вистина. Инвестиција во радост. И секогаш толку интересни рецепти. Првин се размислував дали да правам сендвичи Хераклеја, ама немав сладко од смокви. А слушни го овој детаљ. Значи сладко од смокви, сланина, ама убава. Зелените смокви? Да, валјда. Тие се така. Да. Сланина, меѓутоа треба посебна, не може било која. Многу бибер. Добро. Да, и одозгора кашкавал, кој што има така чудни форми да наликува на Хераклеја. Сендвичот, значи за паѓање во несвест. Мислам дека и ова салатче ќе биде за паѓање во несвест, бидејќи станува збор за свеж спанак. Уште малку да го користиме. Татко ми вели, бидејќи последниот период по маркетите никако не може да најдам. Па има на пазар? Меѓутоа има на пазар и вела дека ова е периодот сега на спанакот, па и на јагодите кои што се во експанзија и потоа на есен. Така што сега користете ги бенефитите од спанакот. Јас многу порано го користев наедноставно со лимунов сок, бидејќи железото од спанак најлесно се абсорбира со витамин С. Значи, ќе најдеш начин. Меѓутоа, види колку интересно. Сега ќе ги спојам со јаготки, односно тоа го направија веќе во Food Republic. За јаготка сигурно знаеш дека има двојно повеќе витамин С од портокал. Замислете, да, тоа е податок. И колку е супер и за кожа и за чудеси, сега се уште ја држат цената, ама не заборавајте да јадете јаготки. Значи, ќе ги искористиме сите нутритивни својства на спанајкот. Сега јас не сум нутриционист, ама ете нешто како од општа културичка, чека да не пречи. Куриозитет за нашата Вања е тоа што вели се случува на убав ден да сум денес, не знаејќи, во најубавиот 23 април, кога ја славиме книжевноста и светскиот ден на книгата. Вања е всушност професор по македонски и српски јазик. Така е. Тоа го завршуваш во далечната која? Зошто далечно? Прости, не беше намерно. Не така. Тоа го завршувам во минатиот век. И еве, дека беше далечна, таа книжевност мене ми даде еден ветер во грб, ме ослободи, бев многу срамежлива, повлечена во себе. Вистина? Вистина, да. Ама нели рековме ќе си ги отвориме картите и ќе си кажуваме. Денеска отвораме собствена Библија вака пред вас. Книгите ми, бидејќи многу се селевме, и секое селење за мене представуваше стрес. Прв ден во училиште и сега ти излегуваш пред целиот клас и кажуваш јас сум Валентина Тодоровски, сите вака те загледуваат, дали е тоа окей или што е, и ти вака со една грудка не знаеш како да стоиш, дали да си насмеан, дали ќе ме прифата. И јас своето островце си го наоѓа во книги, секогаш дома имавме и се уште јас имам многу книги, значи пребогата библиотека, и јас сама си бирав, не тоа што ќе ми препорачаше да речеме мајка ми, него јас да речеме од 5 оделение ја читав Перелбак, тогаш беше она овака модерна. Како не, тоа беше генерации, мислам дека Лајош Зилахи, се сеќам Самртна пролет. Додуше и толку премногу се искликав со книгите, што понатака, например, во љубовта очекував мојата љубов да се однесува како некој лик од романи, да е полн со разбирање, да ми ги читам мислите, да не се кажуваат нештата и притоа да глаголи како вистински поет. Прекрасно кажано. Па, прекрасно кажано, ама тоа во реалноста нели малку потешко. Сакам да кажам, ми даде можност да имам уште еден свет покрај овој реалниот. Малку по-безбеден и поиличен, интроспективен. И со тоа, ова го слушав и муабетот со наставникот од Александар од Битола. Вистина, колку е тажно денешните деца што не читаат. Ти кога читаш, создаваш мисла во глава, слика имаш. А ова добиваш готово и све ти е малку и све е недоволно и бла-бла-бла. И брза конзумација, ништо не останува, тоа апсолутно него... И чуден начин на изразување. Добро, ајде ние да се вратиме во... Мора да признам, а бидејќи го негуваме, долги години си со своето перо, со авторизирање на текстови, секако тука е 7 дена МК, која што е исто така посветена на тој ревносен пристап, кој што го имаш посветена на гастрономијата, на литературата, на културата, и денеска, денешниот 20... и да не го заборавиме, например, тој детаљ кој што ме направи да бидам ваква како што сум, тоа е работа во Утрински весник од прв до последен број, значи цели 18 години јас бев. Да.
и исчезна како да не постоел. Сакам да кажам и таа рутина во дневното лудило, кое што ви го разбираме, особено пред ТВ камерите, со тој кренат адреналин и со некоја возбуда, и кога ќе заврши се не можеш да се средиш, а веќе треба да се подготуваш за другиот ден, и тоа ми даде една Точно се опишавме сега. Да. Со тоа што вие треба и да изгледате убаво од саба, или изгледате. Ама душата е најбава да биде. Душата да не ја забраваме да не биде најбава. Денес пролетна салата со Вања, се што не е потребно, имаме спанаки. Значи спанаки, смешав и зелена салата да не биде. Знаеш зашто? Бидејќи сакам да ги спојам со јаготките, бидејќи јаготките со таа сладкаста свежа нота го ублажуваат тој малку Претпоставника ги запече малку финава. Ги го ублажуваат малку земјениот вкус на спанакот и тоа доаѓа многу фино. Сега ќе ти дадам и тебе задача. Најголема, најбава. Да ги сецкаш, ама знаеш како? Да се гледа црвениот дел. Добро, можеш и на 4 дела. Аха, значи можам... Така само да биде, така, супер. Сега јас ќе ставам рецептот во битола, на крај ќе ги ставам. На крај имаше еден детаљ, тоа е црвен бибер. Од озгора? Да. Таа цитрусна нота на бибер ја дава таа посебна некоја чудесија. Јас немав дома, сакав да те прашам дали можеби вие имате? Не, добро. Значи, ете, без тоа... Ке се подготвам следен. Ти ветувам. И сега, јас малку модифицирано, значи, ќе ставам суво грозје, значи, обожавам... Како една мала блажина. Да. Ке му даде една... Мала, голема, ајде нека биде голема. Квалитетно, шеќерно задоволство, сепак. Да. И убави се овие комбинации, зашто после ќе ја пробаш при секое поедање за комбинациите. Салатата, секако ќе ја измешате убаво и ќе видиш дека не е ова фалење. Овие се разбира дека ги препеков, значи станува збор за семки од сончоклет. Како за мириса, пријатели. Како за мириса, ова прекрасно. Леле, и ти колку убаво го тоа направи. Еве ќе ставам и семки од тиква. Сакав да прашам, кога сме кај светскиот ден на книгата, нешто како четиво што ти остане последниот период, и морам да ја пофалам продавачката од јапонскиот автор, можеби беше Сурака Мутаја. Продавачката е, да знаете, така се вика книжевното четиво. Еден возбудлив читачки ефект доживувате и за себе спознавањето и како да се адаптираме, апропо што го споменати за... Јас сега сум во фаза кога препрочитувам книги, бидејќи ги доживувам поинаку, нели? Поинаку ги доживуваш на 20-30, исто како и еден филм вчера-завчера што го гледав на Телма, мислам дека се викаше Незаборавно лето. Филм за тинејџери, ама го прават возрастни и едно откачено дете кое е најмладо у фамилија и се грижи како ќе остане последен представник, доволно злато, од фамилијата, и тоа лето му се случува 300 работи, учи дека треба да создава спомени, бла бла бла. Муабетот ми беше да го гледав тој филм пред 30 години. Поинаку ќе го доживееше. А сега и сите овие работи. Моментално ја читам Жана Полијаков, се вика книгата Soul Food, храна за душа, да ми кореспондира со Soul Food. Инаку книгата е прекрасна, за сите премрежија у себе на еден така лелеав начин, како да допрете до себе. Сето тоа ние го знаеме, меѓутоа чисто да се потсетиш и некако да ти е убаво на душата од сета таа убави. Убаво кажано. Кога сме кај книгите со храната, Песто паста храна, книга за храна на љубовта, авторот не го знам, меѓутоа не знам колку пати јам прочитано. Фантастична е. Добро, сега значи ги ставивме сите овие преубави семчиња и сега ставаме биено сирење исечено како латици од роза. Ете така, нека биде тенкичко убаво. Естетски да го донесеме. Прекрасно.
ќе те носам во Food Republic, само ќе ми кажеш кога сакаш да одиш во Битела. Дефинитивно мора да направиме некој такво гезме. Зашто и таму тоа е естетика. Можам да замислам дека тоа би било еден од подобрите викенд ескейпизми. Така е. Да си поидеме и да го уживаме. И на сега, крај да, и сега final touch. Final touch. Последниот допир секој пат Вања го има. И со јаготките. И сега бидејќи немаме црвен пипер. Да. Да, јас реков бибер, се извинувам, ама ете малце, нека биде шаренко. Да. Јас земав масло од лешник. Масло од лешник. Тоа ќе биде, тоа е дел дека... исто од приказната на Slow Food. Ги знаеш семејството Перески, за да го даде, за да ја даде таа длабина и сето тоа. Еве вака. Прекрасно. И сега од озгора ставаме масло од лешник. Малце ќе лешносаме. Значи убаво да ја, кога ќе јадете, убаво да се измеша, се разбира. Еве ќе ја принесам овде. Секако може да се додаде еве вака едно јаготче. Сега јас имам изненадување, мораш да го пробаш, ова утрово го правев. Леле правеше. Ќе ме раниш? Да. Сакам да го пробаш и да го дадеш својата оценка. Добре, сладко задоволство. Magic. Бон апетит во секое време. Да знаете, со Вања ќе уште многу епизоди, ама само за крај еве пред да идеме со да си кажеме, дали се доловува Саша? Тука сме? Викам да ја растрам оваа креација. Еве малку. Прекрасно. Ете го нашиот денешен оброк на денот. Една љубовна пролетна јагодеста салата со Вања и овде го заокружуваме оброкот на денот. Ви благодарам уште еднаш, се надам дека ги уживавте овие 2,5 часама и последния половина час Горан Петрески ве чека, одлични гости, тема половина час која што ќе биде спроведена во да си кажеме, тука ќе кажеме дека ако го пропуштивте премиера рецептот на оброкот на денот на YouTube каналот на Нутрискателно може да ги гледате сите. До гледање.